Вие гледате еден тип на решение со оваа широка влада или имате некаква информација која што не ја знаеме ние? Прво, тоа е моја идеја. Јас имам такво искуство, мислам дека имам такво некакво искуство околу тоа што е пригодно за македонскиот политички систем и мислам дека таквите коалиции се пригодни за нас, поише личат на швајцарскиот систем на извршна власт. Второ, мислам, неубеден сум дека ќе ја смират тензичноста и напнатоста меѓу партиите кои се немаат толку многу идеолошки разлики кои ќе ги видите како идеолошки можда кога ги разголите, отколку што имаат неподнесување и желба за власт која нив ги богати. Значи тој систем со економско богатење од политиката мора да се намали, да престане. Тоа е оваа борба со корупција, но во основа практично они имаат искуство дека елитата која владе 2 години, 2,5 години треба нешто да направиме од пари, па после ќе тој систем мора да прекине. И големите коалиции ќе го невозможат, пошто се меѓу себе се контролираат, се гледаат, не може еден да земе. И истата работа ќе ја направат со притисоците на другите сегменти кои мора да останат независни, повторувам, судството и државната администрација. Таа ситуација е добра за нас и таа треба да продолжи. Таа работа се појавува кај нив, идејата била на Заев во владата на Ковачевски, тогаш оние упропастиле, не ја виделе таа работа, тоа сега ние со коалиција со ВМРО не доаѓа обзир, ние ќе победиме. Погрешна процена правиле. Тогаш ова Бицковски се сложил со таа коалиција. Они го имале него готов. И тоа е пропуст. Тоа искуство на коалицирање и работење заедно политиката ќе ја омекне, ќе ја деантагонизира во оваа безвезна смисла, во оваа пропагандна неподнослива смисла, во оваа глупава смисла више, која штети, која штетува и ќе направи некоја традиција на македонската политика.